Од градски паркинг Скопје ги известуваат корисниците на услуги дека за време на државниот празник Свети Климент Охридски во недела на 8 и понеделник на 9 декември на јавните површини наменети за зонско паркирање со кои стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг Скопје, тоест на зоните А, Б, С и Д нема да се врши наплата. Редовна наплата ќе се врши на зона А0 водно, катни гаражи Бекој 26 јули и на јавните паркиралишта Кочорацин, Треска, Градската болница, Нова Македонија, Народен фронт, АМСМ и Клинички центар Мајка Тереза. Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски денеска ја пречека хрватската амбасадорка Нивес Тигањ, која повторно ја посети општината во рамки на унапредување на меѓусебната соработка. Амбасадорката Тигањ истакна дека Хрватска е подготвена да ги сподели своите искуства, особено во делот на усогласување на стандардите со европските практики. Таа ја поздрави посветеноста на локалната самоуправа за проактивен пристап во привлекувањето на инвестиции и развојот на локалната заедница. Ѓоргиевски од своја страна ја нагласи важноста од градење силни партнерства со пријателските земји, додавајќи дека оваа соработка представува можност за трансфер на знаење и ресурси кои ќе придонесат за подигнување на квалитетот на животот во општината. Посетата на хрватската амбасадорка е уште еден доказ за искрената желба за продлабочување на односите меѓу Кисела Вода и Република Хрватска. Заедно можеме да создаваме нови можности за нашите граѓани. Се надевам дека оваа соработка ќе биде пример за успешно партнерство на локално и меѓународно ниво, истакна првиот човек на Кисела Вода. По спроведена истрага, јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поднесе обвинителен акт против две лица кои се товарат дека како соизвршители сториле кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и експлозивни материи од член 396 од Кривичниот законник. Имено обвинетите на 17 октомври биле откриени дека во стан на улицата Саса 18 заедно држале поголемо количество на огнено оружје и муниција, вклучувајќи оружје кое на граѓаните им е забрането. Полицијата кај нив пронашла една автоматска пушка со две рамки, еден револвер, два пиштоли, една ловна пушка и вкупно 414 куршуми со различен калибар. Јавниот обвинител до Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за продолжување на претходно определената мерка притвор за двајцата обвинети. 11 деца се повредени и се примени во градската болница во Скопје по новиот предизвик на социјалната мрежа TikTok. Двајца од нив се со скршеници на рацете, потврди ВД директорот на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски доктор Небојша Настов. Како што посочи, децата се на возраст од 10 до 16 години и сите се од Скопје. 11 деца се примени во болницата заклучно со вчерашниот ден до 13 часот. Можно е и да има повеќе деца, но ова е она што ние го имаме како податок за механизам на повреда, истакна Настов. На прашањето за каков предизвик станува збор, директорот појасни дека станува збор за испружување на рацете во вид на Супермен и потоа паѓање на децата. Се испружуваат рацете како ликот Супермен. Групата го фаќа и го фрла предизвиканото момче или девојче во висина. Тоа е од она што мене ми објаснувале. Не сум видел и не можам да кажам точно. Има и машки и женски деца, додаде Настов. Тој апелира да не се прават во иднина ваквите работи, затоа што може да завршат со посериозни последици. Почнувајќи од денеска до верскиот празник Водици на 19 јануари 2025 година, пред спортскиот центар Јанес Андански во општината Аеродром ќе се одржува Зимзоленд, кој ќе им понуди на скопјани вистинска новогодишна атмосфера и забава. Овој новогодишен настан е во организација на Сдруженијето за организирање настани Зимзоленд. Зимзоленд е настан на кој ќе се сретнат традицијата и современите трендови, за да се создаде уникатна новогодишна атмосфера, која ќе ги освежи срцата на сите посетители и која ќе ги потсети на убавината на празничниот дух. Со оваа иницијатива сакаме да го внесеме Скопје на светската карта на градовите што ја слават новогодишната магија во свој уникатен стил, велат организаторите. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја